постојано можеме да слушнеме меѓусебни партиски напади. Еве Мицкоски вчера ве прозиваше за некаква соработка, како што вели, со ДУИ, со Левица. Како го коментирате ово? Нема никаква соработка на СДСМ со ДУИ и со Левица. И тоа се само празни обвинувања кои што не се никако издржани. Ние нашите ставови во однос на тоа како се поставивме во пресред на првиот круг и како ќе се поставиме во однос на вториот круг на изборите, јавно, гласно и јасно ги кажавме. Настапуваме автентично, сами, заедно со коалиционите партнери во рамките на нашата коалиција. И слушам меѓусебните обвинувања. Еве, вчера имаше прашања да коментирам како ги во однос на тие обвинувања помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, и сметам дека граѓаните не може да видат ништо добро од такво подгревање на национализам, од такви празни флоскули, обвинувања. Едноставно им е преку глава, имаат секојдневни проблеми граѓаните, уделот пред на економијата. Мора да сватат сите политички чинители дека треба да се зборува за многу сериозни теми. Не може ние да повеќе слушаме како некој се обвинува дали бил лав или орел или врапче или маче. Има сериозни теми во пресред на локалните избори, како е поставена локалната самоуправа, како ќе се регулираат даноците. Генерално битните теми кои што тежат на сите и на еднината на државата. Треба да се зборува за реформа во здравствениот систем, во образовниот систем. Треба да се зборува како следните 5 до 10 години ќе градиме кадар кој што треба да води државата. Ете, тоа сака да го слушнат граѓаните. Се од лани, уште во август 2024 година Мицкоски најавуваше жеска есен, тоа помина есента, помина лето, дојде повторно есента, се уште немаме нешто конкретно, освен сад да рече за поромешано власти, конкретно само лотарија и за мазотот во потребност. Нешто по-големо не гледаме, дали наистина се празни обвинувања се уште. Јас мислам дека ланската кампања беше една голема лажна кампања со многу празни ветувања кои што еве секој ден се повеќе и повеќе граѓаните сваќаат дека беа практично и лага и празни ветувања. Имаме катастрофална состојба во економијата. Имаме трет месец поред намалување на платите во државата. Ова не се случило во времето на владење на СДСМ. Имаме 12.000 фирми кои што каснат со исплатата на платите со месеци наназад. Имаме помеѓу 5 и 10.000 фирми кои што не може да го наплатат ДДВ-то. Наназад 6 до 12 месеци. Дел од нив се и месечни даночни обврзници. Во наше време се имаше поврат на ДДВ истиот ден, истиот час, да не кажам. Имаме сериозно нарушување на ликвидноста на стопанството поради тоа што каснат исплатите од државата и од општините. Имаме дивење на цените по маркетите и влада која што ништо не сака да направи за тоа. И сето ова, и сето тоа што го кажувате, за мене доказ само за едно, дека владава нема капацитет да се справи со буквално ништо, што е предизвик и терет за граѓаните. Реформската агенда во правосудството која што требаше да донесе 80 милиони евра од планот за раст, од кој што овие закони кои што ви кажувам ниту еден не е донесен, не е напишана, нацртана е на хартија како треба да се спроведе. Извинете, ама кога вие знаете што треба да направите, кога сте земале одговорноста да го правите тоа, нема оправдување зашто тоа не е сработено. Благодарам. Ако немате други прашања, што има прашање стигнато до Центарот за комуникација, како ја коментирате изјавата на премиерот дека сме петки во Европа по раст на платите? Добро, премиерот може да каже што сака, но реалноста е дека платите едноставно паѓаат трет месец поред. И граѓаните нема да веруваат во лажни изјави, затоа што тие најдобро знаат дали може да сврзат крај со крај во текот на месецот. На сите механизми кои што владата ги има, зошто не ги користи, навистина е не знам и тешко да се даде одговор.